Без посебен повод и причина на академик Јулавкова и пречат академиците албанци. Македонистот нуди посебна академија за албанците. Академик Абдулменов Беџети ја прифати фрлената ракавица. Дани Ману влегува во сценарио за дестабилизација на државата. Не е прв пат председателот Љупчо Коцарев и на јавни собири на Ману да соопштува лични погледи и идеи. По есенската сесија и настапот на председателот Коцарев, академик Беџети со став во трилинг. Видите, да, ја реагирав за тој документ и денеска го имам истиот став, дека не треба да ги преплетуваме и тие различити димензии и аспекти. Имаме ние пред тоа, 3-4 недели пред тоа едно премеморија, и да речеме една изјаснување јасно како институција на која стануваше Ману во делот на зачувување на идентитет, на јазик и сите други компоненти во тој дел. Така да сите тоа го поддржавме. Јас бев малку, да не речам иритиран, меѓутоа изненаден, непријатно. Прво некој документ кој се нарекува манифест. Што е манифест? Значи, знаеме сите што представува манифест. Направен повторно на нешто што беше претходно потврдено. Направен во едно здружение на неприродни многу коалиции. Типот на Ману, Македонска православна црква, МПЦ и само еден универзитет, УКИМ. Кој е ова здружение? Представуваат ли овие сите граѓани на државата? Представуваат ова општество сите? Без разлика што може би ова е чисто етничко македонско прашање, но ова е државничко прашање, истовремено. И јас ја чувствувам од држава исто равноправно моја колку и вие Горан. Така да не можете вие да ме исклучувате. Сега не се работи за ваш идентитет, па нема вас да ве прашаме. Не, ова е заедничка држава. Ако се залажгаме сите, треба сите да се залагаме и мислам дека во овој дел македонската етничка заедница треба да биде самокритична малку во однос на тоа колку огромно разбирање и позиција, да кажам, покажа другата заедница во државата. Потполно разбирање, што никогаш не било вајс верса. И да не влегувам сега во анализи, но тоа што највише беше од моја страна критикувано, дека тоа беше самоволна иницијатива и самоволно изјаснување на председател на Ману. Председател на Ману има органи во Ману. Тој ја представува институцијата. Тоа не беше личен негов став. Тој поставуваше подпис под насловот Ману. И колку засака да го оправда тоа, дека е тоа лично негово мислење. Јас денеска изражувам лични мои мислења, замисли, нели? Судови во однос на општествено политички текови. Овие се мои лични. Ама ако ми пишува некаде стейтмент, некоја резолуција, некоја изјава, дека институцијата ми, а ја треба да подпишам, и тоа не е лично. Тоа е институционално представување, затоа што по статут и по закон е должен да праша органите на Ману. А органи на Ману се основен орган, собрание на Ману. За такви документи, кои што се круцијални, фундаментални, се праша фундаментот на таа институција. А фундаментот е собрание на Ману, кај што членуваат сите членови на Македонската академија на науки и уметности. Потоа има органи други, има секции, има оделенја, има секретари на оделенја. Потоа има председателство на Ману. Потоа има извршен одбор на Ману. Па доаѓа извршен секретар и председател. Значи, Ману е структурирана организација. Тоа не е НГО, не е ловачко друштво. Па како ќе ви текне вие да се однесувате? Тоа е врвна научна институција во државата, која на државата и кошта доста. Општо имате на ставот дека председателот на Ману 2 милиони евра државата плаќа на таа институција секоја година. И ние имаме должност да се однесуваме така институционално, но тоа зборува за институционалниот капацитет, институционалната култура на поединецот кој е начело на Ману.
до председателот на МАНУ вашето барање за оставка? Не, јас не барав оставка. Туку јас барав расправа во собрание на МАНУ. Не барав оставка јас. Да Некаде по медиумите... Да, преку медиумите јасен бев. Еве и денеска го повторувам истото. Значи, и тогаш, и сега, истото го покажувам. Јас барам само институционална култура, институционално однесување на било кој поединец во МАНУ, кога се работи за вакви фундаментални и круцијални однесувања и ставови. Личен став, секој може да, никој не може никому да му забрани. Понајмалку да има и сосема различито мислење. Не мора ние да се согласуваме исто во мислењата, јас се разликувам од председателот. Ја го ценам него. Неколку пати имам изјаснето колку него го ценам како научник. Меѓутоа, тоа е една работа, ова е друга работа. Председател на МАНУ не е преди се научник. Тој е представник на таа институција. Ја застапува институцијата. Тој ме застапува и мене, и сите тие 40 академици што се таму.